Силниот ветер во Штип, Ноќеска, Корнеше, Тополи. Интервенирале пожарникарите на две локации, за среќа повредени нема. Во петок, како и Ноќеска, се прогнозираат синоптичарите од управата за хидрометеоролошки работи, дека повторно се очекува силен ветер кој би можел да достигне брзина на движење од 100 км на час. Ветерот во Штипско, Ноќеска, Корнеше, дрвја со брзина на движење од 100 км на час сруши неколку тополи. Нападнати дрвја на патот кон Кочани кај селото Балван интервенирале штипските пожарникари, а повеќе од 1 час во застој бил и сообраќајот на овој патен правец. Во раните утрински часови, околу 3 часот, имаме дојава на паднати две тополи на магистралниот пат Штип-Кочани, поточно кај селото Долни Балван. На лице место е излезено едно возило со 6 пожарникари, патниот правец беше во застој некаде околу час и половина. На дрвото е отстрането и сообраќајот е пуштен во употреба. 4 часа подоцна пристигнала дојава за уште една интервенција, овој пат во населбата Македонка. Утре околу 8 часот имаме дојава на исто така паднато едно дрво на патеката према населба Македонка. Интервенирано е со едно возило, 4 пожарникари, дрвото е отстрането од патеката. Од управата за хидрометеоролошки работи велат, ветрот ќе се задржи во околината на Штип и следниве денови. Во петок се очекува повторно да дува со интензитет од околу 100 км на час. Регистрираната брзина на ветерот во Штипско денес беше на моменти околу 100 км на час. Ветерот ќе се задржи, ќе продолжи да дува и во текот на денот, но и во наредните денови. Значи денес ќе биде јужен поправец, меѓутоа во текот на попладнето ќе почне постепено да се минува во северозападен и ќе донесе спуштање на многу студена воздушна маса од север. Ветерот утре ќе биде, значи преку целиот ден ќе го има, ќе биде засилен, северозападен во Штипско, меѓутоа не се очекува толкова голема брзина како денешниот ден. Утре поизразен ќе биде во јужните делови од денјава. Ветер ќе има и во петок, значи засилен, северозападен, исто така повторно ќе биде поизразен долж повардарието, така да во Штипско повторно е можна повремено брзина на ветерот и на 90 км на час. Од Центарот за управување со кризи информираат дека нема пријавено други штети, освен во околината на Штип, предизвикани од силниот ветер. Почна санацијата на регионалните патни правци во Источна Македонија. Екипите на Македонија Пат во моментов го санираат патот на излезот на Штип од населбата Новосело. Најголем зафат годинава ќе биде реконструкцијата, но и проширувањето на коловозот на патот Виница-Делчево преку Бигла, кој се користи како алтернативен пат при одрони на магистралниот пат Кочани-Делчево. Штипската регионална подружница на јавното претпријатие Македонија Пат почна со реконструкцијата и надградбата на регионалните патни правци во источниот и југоисточниот регион. Во тек е реконструкцијата на регионалниот пат Штип-Радовиш на излезот на градот Штип во должина од 900 метри. Инвестицијата на Агенцијата за државни патишта чини околу 4 милиони денари. Техничкиот рговодител на регионалната подружница на јавното претпријатие Македонија Пат Кире Коцев за Ирис телевизија вели дека на оваа делница се врши надградба. Самите кога што гледате дека е оштетена, од тие причини да се заштити од овој постојачи асфалт и сигурно наредни 10 години да биде во ред. На други места кај што се треба да асфалтираме, тоа се 534, тоа е со коларци, жиганци на тој дел на патот. Исто така теранци имаме на регионалниот пат R609 во должина од километар и пол и како една од поголемите работи во моментот ќе ни биде тоа е Делчево Бигла, така да кажем, или врска со магистралата со Биглата. Коцев забележа дека покрај санирањето на регионалниот пат Виница-Делчево преку Бигла во должина од 1 километар и 200 метри ќе имаат и проширување на коловозот, бидејќи патот е многу тесен, односно има широчина од 3 до 3,5 метри. Со проширувањето коловозот ќе биде широк над 5 метри. Овој пат е важен за крајниот исток, бидејќи при одрони на магистралниот пат Виничко село и Стибања-Делчево се користи како алтернативен пат од страна на жителите на Македонска Каменица и Делчево.
Реконструкцијата и проширувањето на коловозот на патот Виница-Бигла ќе чини околу 10 милиони денари. Екипите на Македонија пат во текот на оваа година според програмата за работа ќе го санираат и регионалниот пат од Струмичкото село Попчево до браната Водоча во должина од 1,5 километар. Па негде на коле, да речем, грубо кажано, околу 8 километра до 9 комплетирано, комплет патиши ќе се изработат. Не значи дека ако има средства од фондот за патишите, ова се сите средства од програмата за 2017 година со Агенцијата за државни патишта, со изненат и други средства, сигурно ќе работиме ние на патишите да ги санираме или вршиме надзор. Коцев забележа дека околу 38 милиони денари ќе се инвестираат во санација и надградба на регионалните патни правци во источна и југоисточна Македонија во текот на оваа година. Следна тема во овој дневник е насилството. Не само жените и мажите се почесто се жртви на семено насилство. Најчесто насилството се манифестира од други машки сторители во рамки на семејството, потврдуваат од штипскиот невладин сектор. Жените се најчестите жртви на семејно насилство, но последните истражувања укажуваат дека се почесто жртви се и припадниците на посилниот пол. Најголем дел од мажите кои се жртви на семејно насилство, поради страв дека ќе бидат дискриминирани и смејувани во средината во која живеат, насилството не го пријавуваат, е констатацијата на невладиниот сектор. Во невладината ЕХО, во 2016 година нема регистрирано ниту едно насилство врз маж. А јас можам да ви кажам дека и многу ретко кај нас се пријавуваат мажи жртви на семејно насилство. Не знам што е причината, можеби од срам, можеби нели како ќе ги гледа заедницата. Конкретно можам да ви кажам дека вкупна бројката на пријавени мажи кај нас конкретно за семејно насилство од 2003 намот кога се занимаваме со бесплатната правна помош е 9 пријавени жртви на семејно насилство, од кои што за некои се испостави дека биле лажни пријави, а за некои дека воопшто не било семено насилство. Најчесто жените не дигаат рака. На нив полесно им е да наметнат психолошко насилство врз својот брачен партнер, што е и тешко да се докаже. Немаме случај на физичко семено насилство од пријавено од страна на маж, односно сторено од жена врз маж. Има пријавени физички насилства, меѓутоа од други машки сторители во рамки на семејството. Како жртви на семејно насилство се почесто се јавуваат и повозрастните луѓе во семејството. Поради недостиг на финанси или неразрешени имотно-правни односи, тие најчесто психички и физички се малтретирани од страна на своите деца. Агенцијата за храна и ветеринарство денеска соопшти дека на почетокот на месецов на граничниот премин Кафасан запленил 1300 кг небезбедно пилешко месо со потекло од Бразер. Запленетото месо, како што се наведува во соопштението, нештетно е уништено на депонијата во Струга. Станува збор за легален увоз на замрзнато пилешко месо, за кое врз основа на извршениот преглед од страна на официјален ветеринар било констатирано дека потекнува од објект кланица, кој во моментот на прегледот не се наоѓал на листата објекти кои се одобрени за извоз од страна на Европската Унија, односно кој дозволата за извоз ја изгубил на 23 март 2017 година, истакнуваат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Манифестацијата насловена во чест на поетот по 34 пат ќе се одржи во Штип. По повод одбележувањето на 35 години од смртта на поетот и револуционер Ацо Шопов, утре во Центарот за култура, што го носи неговото име, во градот Подисерот, ќе се одржат бројни манифестации, а меѓу нив е и промоцијата на книгата насловена Непрозирна светлина од авторот и поет Благој Самоников. Промоција на книга, изложба на цртежи и филмска проекција се дел од годинашнава програма за одбележување на 35 години од смртта на великанот Ацо Шопов. Манифестацијата на Центарот за култура во чест на поетот се организира по 34 пат. Има два датума во биографијата на Центарот за култура Ацо Шопов.
Тоа се датумот кога бардот на македонската современа поезија Ацо Шопов е роден, 20 декември, и датумот кога од бардот на македонската поезија физички се разделивме, тоа е 20 април. Тие два датума не обврзуваат на можеби со години чествување и почит кон ликот и делото на Ацо Шопов. Непродзирна светлина е новата збирка на поетот Благој Самоников, 17-та поред која ќе биде промовирана утре. Символиката на насловот ја крие тајната за светлината од другата страна на мракот, невидлива за човековото око, а вечна инспирација на уметникот. Ако носиш нешто неизречено, нешто што те притиска и пече, закопа го во длабока тишина, тишината само ќе го рече. Да, но тишината не може да пишува. Тишината ќе го рече, а треба авторот тоа да го протолкува, да го напише што е тоа што за светлината се крие, а таа е непродзирна. Не можеме да со нашите чува да продребе од другата страна на изворот на светлината. По трет пат пред Штипјани со самостојна изложба, овој пат цртежи со стара архитектура, се представува новинарот и публицист Драган Ристов. Овој пат се представувам на тема стара архитектура, воопшто архитектура, инаку работени со мастило, со туш, по некоја боја. Значи вкупно околу 20 на број кои што ќе бидат изложени утре со почеток во 19 часот во фојето на Домот на културата. По 20 часот во Домот на културата Ацо Шопов, а во рамките на овогодинешната манифестација во чест на поетот ќе биде прикажан филмот Малиот гангстер. Во рамките на одбележувањето на 200 годишнината од првото печатено издание на првата антологија на европскиот и светски расказ на македонски народен јазик Чудесата на Пресвета Богородица од Јоаким Крчовски, денеска на студентите од Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип предавање им одржа универзитетскиот професор Димитар Пандев од Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје. Универзитетскиот професор Пандев пред штипските студенти истакна дека Чудесата на Пресвета Богородица е најчитана книга во 19-тиот век не само во Македонија, туку и пошироко. Оваа книга доживеала вкупно 5 изданија. Особено е значајно што оваа книга излегла токму на народен македонски јазик. Таа е објавена во Будим со поддршка на македонските трговци, кои што биле особено горди на оваа книга и дури би рекле, еден од македонските трговци ја чекал со воодушевување оваа книга да излезе од печатницата во Будим и напишал за тоа собствен запис, со кој што секако го одбележил точниот датум на излегувањето на оваа книга, а тоа е 23 мај 1817 година. Пандев забележа дека 200 години македонска литература се значени за да таа има достојно место во рамките на европската литература. Само да споменеме дека минатата година англиската литература прослави 400 години од Шекспир, а ова е една половина, би рекле, од тој период. Секако треба да имаме предвид дека и во однос на другите литератури, дека тоа е време кога се јавуваат новите јужнословенски литератури и постепено продира граѓанската литература во Европа. Тоа е значи токму тој значаен податок. Деканот на Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Драгана Кузмановска вели дека денешново предавање за студентите е од големо значење, бидејќи како филолози треба пред се да го сакат и ценат македонскиот јазик, а еден таков љубител на македонскиот јазик е токму универзитетскиот професор Димитар Пандев. Нашиот гостин денес го тврди токму тоа дека македонскиот јазик е богат јазик и на тој јазик можат да се творат, да се пишуваат многу книги. Тој има многу изданија, меѓу кои меѓународни, изборници и книги, за тоа ќе ви каже самиот повеќе, а ние како Филолошки факултет особено го цениме чувството и љубовта кон пишаниот збор. Универзитетскиот професор Пандев смета дека во моментов секој може да пишува. Некои од делата можеби немаат некоја вредност, но литературата се развива како никогаш досега.
Наближува денот на книгата 23 април, а истиот Штипската универзитетска библиотека Гоце Делчев ќе го одбележи со неколку активности. Во пресрет на 23 април, светскиот ден на книгата и авторското право, библиотеката со активности за афирмација и популаризација на книгата. Значи веќе завршува доставувањето на творбите од распишаниот литературен конкурс Великден из моите очи, а веќе утре, значи 20 и 21 ќе се организира дводневен саем под наслов Созвездие, на кој ќе бидат предмет на продажба книгите од проектот Звездена светската книжевност и 130 тома македонска книжевност. Во сабота веќе има промоција на книга. Од понеделник па во текот на целата недела во сите основни и средни училишта, како и на Филолошкиот факултет, ќе имаме представување на библиотеката со едни мали мини сајми. Ромската заедница мора да се вклучи во демократските процеси. Тоа ќе се постигне со детектирање и надминување на проблемите со кои се соочува оваа популација. Образованието и конкурентноста на работната сила на пазарот на трудот е првиот чекор кон тој пат. Низок стандард, живот во субстандардни услови, проблеми со домувањето, неможноста за легализација на дивите градби, но и пропусти во образованието и селекција при вработувањето се само дел од проблемите кои граѓанските здруженија ги детектираат како проблеми кои го тежнуваат процесот на демократизација на ромската популација како етничка заедница во општеството. Нема изготвено детални урбанистички планови и генерални урбанистички планови. Тука би ја спомнал местноста Света Недела, Косовска, каде што веќе имаме и нови улици. Во овој дел се уште немаме урбанистичка документација, каде што граѓаните можат да ја завршат и постапката за легализација, да добијат имотен лист, а од друга страна и да можат да извадат лични документи. И како најбитен и најприоритетен проблем е бездомништвото на ромската популација во Штип, каде што времено имаме згрижено некаде околу 50 на семејства. Образованието и конкурентноста на пазарот на труд може да ги решат проблемите со што би се подобрил и квалитетот на животот во оваа заедница. Мал е бројот на оние кои аплицираат по мерките за вработување, покажуваат анализите на невладиниот сектор. Да има посебни мерки кои што ќе можат да помогнат спрема потребите на самата заедница. Сметам дека тука е клучниот проблем со оглед на фактот да се направи анализа пред се на дефицитарните занимања кои што ги има во пазарот на труд, а од друга страна и потребите на самата заедница во кои занаети би можеле тие да се доквалификуваат или преквалификуваат за да можат да бидат поконкурентни на пазарот на трудот и да можат да се вклучат во и приватниот и јавниот сектор. Препораки на невладиниот сектор за подобрување на животот на ромската популација во заедницата е што поскоро да се започне со градби за домување, да се подобрат условите на комунална хигиена, да се возможат услови за поголема безбедност во сообраќајот на улиците во ромските мала, превоз на учениците до училиштата, како и отпочнување на постапка за проширување на деталниот урбанистички план. Каков белег ќе оставиме, ти одлучуваш. Ова е мотото на денешната јавна трибина што денеска се одржа во Штип, како дел од проектот за јакнување на учеството на ромите во демократскиот процес, спроведуван од Националниот демократски институт, поддржан од Националната фондација за демократија. Пензионерите од регионот се подготвуваат за регионалните спортски игри кои ќе се одржат во месец јуни во Штип. Околу 400 пензионери ќе се надпреваруваат во 9 дисциплини, а победниците ќе учествуваат на државниот спортски надпревар кој годинава ќе се одржи во Кочани. Штипските пензионери ќе бидат домаќини на 400 пензионери од регионот на 10 јуни, кога ќе се одржат регионалните пензионерски игри. Во Штип денеска седница имаше координативното тело кое треба да ги реализира овие игри. Председателот на Сдруженијето на пензионери за општините Штип и Карбинци Александар Захариев вели дека денеска се одредуваат судиите, терените и организацијски како ќе се реализираат со цел да бидат во духот на спортот и да има поголемо дружење меѓу пензионерите од Штип, Струмица, Ново село, Радовиш, Лозово, Свети Николи и Карбинци. Спортските игри во Штип се седми поред како се одржуваат на ниво на регионалните игри, што значи такмичењето ќе биде во духот на дружење, на пријателство. Главниот терен ќе биде во гимназијата Славчо Стојменски, а додека атлетика и останатите дисциплини ќе се одржат на градскиот стадион во Штип.
Лилјана Младеновска, член на Комисијата на Сојузот на пензионери на Република Македонија, истакна дека Штип нуди добри услови за одржување на регионалните пензионерски игри. Пензионерите ќе се надпреваруваат во 9 дисциплини: стрелање, теглење јаже, фрлање на ѓуле, пикадо, шах, домино, табла, скок од место и трчање. Ќе имаме дисциплини до 60 години пензионери и над 60 години пензионери. И тоа ќе биде во скоп све на дружење, без никакви претензии да има некој спрема некој. Тоа треба да биде во духот на пензионеро, да биде реален секој, за да бидат успешни игрите. Победниците на овие спортски игри ќе учествуваат на државните спортски пензионерски игри, кои годинава ќе се одржат во Кочани. Вечерва во делот за спорт одбојка. Младинките на УГД Студент повторно се во трка за шампионската титула на Македонија во одбојка. Тие утре четврток во Штип ќе го одиграат реванш надпреварот против екипата на СВСК Куманово со големи шанси за пласман во финалето. Актуелниот шампион на Македонија во младежка конкуренција одбојкарките на УГД Студенти во оваа сезона ја рушиат кон шампионскиот трон. Тие се на прагот за влез во финалето, откако во првиот полуфинален надпревар во Куманово загуби од екипата на СВСК со резултат 3:2 во сетови. Вториот реванш надпревар на програмата ќе биде утре четврток, кога во Штип младинките на УГД Студент ќе се обидат да ја анулираат предноста на СВСК и да се пласираат за финалниот меч. На штипските одбојкарки им е доволна победа од 3:1 во сетови, за да повторно ја решат на шампионската титула. Колку за подсетување, минатата сезона младинките на УГД Студент го освоија првото место, откако во финалето ја победи екипата на Јанта Волеј од Скопје. Тие пак се големи фаворити во полуфиналната пресметка со екипата на Пенистер Волеј од Битола. Дали ќе има ново финале помеѓу истите противници, ќе го знаеме утре вечер по завршувањето на овие два надпревари. Одбојкарскиот надпревар помеѓу младинските екипи на УГД Студент и на СВСК од Куманово ќе се одигра во четврток 20 април во спортската сала Јордан Мијалков во Штип со почеток во 19 часот. Толку во ова издание на вестите, почитувани гледачи. Ви благодарам за вниманието. Останете во приложение со Ирис телевизија и имајте пријатна вечер.